Благодарам. Еве, само морам на почетокот да констатирам зошто опадна интересот толку за поставување на претенички прашања овде во собранието и кај јавноста. И впрочем се постават претенички прашања на влада. Ние да имаме половина од владата тука. Како да поставам на ВМРО-ДПМНЕ прашање на влада на Република Македонија? И тоа е сериозен проблем и една забелешка која што имаме. Или имаме влада која што можете да ја водите, или некако проблем има сериозен, треба да поставаме спрема партиите. А башка на тоа имаме и заменици министри, кои што треба да бидат присутни за да може да се постават прашања, меѓутоа таа работа ќе оставиме за друг пат. Имам 3 претенички прашања, 2 за председателот на владата Никола Груевски и едно за министерот за внатрешни работи. Господине Груевски, ова година за жал не ви тргна со странските инвестиции и покрај големиот број на ролшоа, странски промотори, резултатите се поразителни. Македонија се наоѓа на дното во Европа. Ветените 8 милиарди во 2009 година ние не ги заборавивме, но вие не ги остваривте. Ветивте и ја излажавте македонската јавност. Меѓутоа нешто што е значено, во ликот на контроверзниот со брата Рој, видовте надеж за нови манипулации. Му дадовте земја за 0 денари и други бенефиции за кои домашните инвеститори може само да сонуваат. Заедно со вашиот кум, министерот за финансии Ставрески, му приредувате спектакуларни фестивали. Разбирливо е, вие и со брата Рој имате слични карактеристики и се служите скоро со исти методи. И верувам дека заради тоа е добра комуникацијата со вас. Дополнително пред неколку дена можеше да се види во Скопје како со полициски спровод неговиот син, како да е функционер од највисок ранг во Република Македонија, се пренесува од една од кафаните, кафиќите до хотелот во кој што престојува. Прашањето ми е: после пресудата на Врховниот суд на Индија да му се замрзне имотот на собрата Рој, да не може да зема кредити од банките, да се стави забрана за негово напуштање на земјата, зошто е тој најпосакуваниот бизнисмен во Република Македонија? Еве ја пресудата од Индија, во која што стојат овие забрани кои што ги имаме. Второто прашање, исто така до председателот на владата, се однесува на следно. Чекорите што власта на ВМРО-ДПМНЕ, па дури и вие, господине премиер, ги превземате во општина Центар, јасно и недосмислено покажувате дека сакате да ја блокирате работата на општина Центар. Политичкиот процес што власта го води против председателот на Советот на општина Центар Мирослав Шиповиќ е класичен обид за богазување на волјата на избирачите, но оние кои што кажаа не на ВМРО-ДПМНЕ во општина Центар. Ние ги повикуваме институциите да се брани председателот на Центарот слобода, за да може Советот да одблокира собствената работа и да се остваруваат интересите на граѓаните. Ова го кажувам успад во однос на оно што значи моје прашање. Меѓутоа, од друга страна имаме шеф на кабинет на председателот на Собранието на Република Македонија, господин Марин Маджовски, кој што е осомничен за случајот шпион, на кој што му е дозволено да се брани од слобода и во исто време е прераспределен на нова позиција во Собранието на Република Македонија како раководител на сектор за Собранискиот канал. Затоа што сметам дека не е добро за Собранието и имиджот на законодавниот дом да се добие впечаток во јавноста дека институцијата Собрание, начело со председателот, може би штити дел од луѓе кои што се вмешани во криминал, или да се добие впечаток дека директно му се возможува на ова лице да влие врз сведоците и да ги исполнува сите други услови. Прашањето е: дали од Собранието на Република Македонија, односно од председател Трајко Велјановски, побаравте дополнителни информации во однос на овој случај, во однос на тоа што шпионирал од Собранието,
како негов директен предпоставен и врз основа на тие или аргументи беше преместен од еден кабинет на ново раководителско место. Третото прашање е до министерот за внатрешни работи на Република Македонија. Во Република Македонија, за жал, овие денови ни се случуваат некои немили настани за кои што не се наоѓа сила тие да се превенираат, зашто лично јас и Социјалдемократскиот сојуз жалиме за едни такви случувања, мислам пред се на инцидентите кои што се случуваат помеѓу младинците во Скопје. Постојано имаме напади помеѓу младите луѓе во автобусите низ Скопје. Тоа не е еден изолиран случај, туку случај кој што се повторува веќе неколку дена. Постојано имаме известувања од страна на медиумите кои што известуваат за инциденти во кои што страдаат млади луѓе. И денеска имаме еден надпис во кој што стои дека момче удрено со камен се бори за живот во еден инцидент кој што се случува помеѓу младите луѓе во Скопје. Јас навистина апелирам од тука до секој млад човек на граѓанин на Скопје, на Република Македонија, да не подлегнува на било какви влијанија во делот на правењето на притисоци, инциденти и така натаму, кои што се веројатно во полза на некакви цели кои што јас денеска не можам да ги дефинирам. Меѓутоа и тоа не е обврска ниту на мене, ниту на Социјалдемократскиот сојуз. Тие цели, тие мотиви за овие напади мора да ги дефинираат институциите на системот во Република Македонија, пред се Министерството за внатрешни работи, кое што треба да обезбеди сигурност на граѓаните на Република Македонија, сигурност на граѓаните на Скопје, на младите луѓе, на децата и така натаму, за да се чувствуваат и тие безбедни, да се чувствуваат безбедни и родителите на овие деца, да имаат спокој, да не се плашат и да стравуваат што ќе им се случи ако излезат некаде на улица или во училиште, на факултет и така натаму. Меѓутоа, во однос на овие инциденти кои што ни се случува, имаме дадено одредени изјави од страна на министерот за внатрешни работи Јанкуловска и од страна на премиерот Никола Груевски, кои што не се исти изјави, слични, во иста насока, се различни и затоа мора да најдеме одговор на едно вакво прашање. Министерот за внатрешни работи после случувањата на инциденти ќе рече дека некој намерно сака да креира криза во Република Македонија. Второ, председателот на владата Груевски ги оценува инцидентите како случај кој што се случува секогаш пред носење на некаква значајна одлука за Република Македонија. Како и да е, и едниот и вториот мотив нека е на инцидентиве, дали се случајни или мотивирани од некого, зошто ги имаме во овој период и така натаму, мислам дека одговор мора да се даде пред македонската јавност и затоа јас прашувам Министерката за внатрешни работи дали, ако се темели на изјавата дека некој намерно креира криза во Република Македонија, кој е тој што намерно ја креира таа криза, дали имаме откриено потикнувачи на ваквите инциденти, дали конечно ќе се изведат лицето на правда и дали МВР на чело со Гордана Јанкуловска може да гарантира безбедност и сигурност на граѓаните на Скопје и на граѓаните на Република Македонија. Благодарам.